Тема здравство, Сдруженијето за хематологија изготвува водич кој што пред се треба да помогне за диагностиката, но и потоа за третманот за малигните лимфоми. На оваа тема ќе разговараме со докторката од клиниката за хематологија, на професор доктор Александра Пивкова-Велјановска. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата за учество во утринската програма на МТВ. Докторке, прво со која цел се изготвува еден ваков водич и вие ја согледувате потребата да се изготви и може и да ни го покажете веднаш како тоа изгледа и кому е наменет? Водичот за диагноза и лекување на Б и Т лимфопролиферативните заболувања представува прво стручно издание на Сдруженијето за хематологија на Македонија. Мотивот за изработка на овој водич се наоѓа во зголеменијата инциденција и бројот на смртни случаи на глобално, односно на светско ниво на населението од малигни заболувања, практично од рак. На почетокот ја би сакала само не многу да ви ги изнесам епидемиолошките карактеристики на заболувањето. И тука, всушност, е главната причина, односно мотив, која што нас, хематолозите во Македонија, не натера да изработиме вакви водичи, односно препораки за диагноза и третман на овие заболувања. Според податоците од Светската здравствена организација, ракот е на второ место како причина за смрт на населението. Годишно 9,4 милиони луѓе во светот умираат од рак после кардиоваскуларните заболувања. Истото се случува и во нашата држава, Македонија. Ракот се наоѓа на второ место по смртност за населението. Малигните лимфоми представуваат малигни заболувања, доминантно на лимфните органи, тоест на лимфните жлезди, и заради тоа лимфаденопатијата како симптом кој што е главен кај овие заболувања е една состојба која што бара темелна, внимателна диагноза и проследување. Во однос на бројките епидемиолошки за инциденца на ова заболување на светско ниво и во нашата држава, можам да кажам дека малигните лимфоми представуваат 3,2% од карциномите во светот и годишно се диагностицираат околу 627.000 нови случаи. Во нашата држава инциденцата изнесува 2,8 случаи на 100.000 жители по податоците од 2020 година. Сега со резултатите од новиот попис на населението, веројатно бројката е нешто поголема. Чисто за илустрација, во Словенија инциденцата изнесува 3,5 случаи на 100.000 жители. Значи, годишно на нашата клиника се јавуваат од прилика од 130 до 150 новодиагностицирани пациенти со ова заболување. Сакав да ве потпрашам дали очекувате да биде повисока бројката со оглед на 2 години корона кои што ги бројката ќе биде, да, очекуваме да биде и така и е според податоците од нашите од архивата на медицинската документација и анализите што ги правевме последниве години, што не доведе практично до мотивот за изработка на овие водичи. Во 2016 и во 2017 имаме забележано пораст на новодиагностицирани случаи на пациенти со малигни лимфоми, а во 2018 година регистриравме намалување на бројот на новодиагностицирани случаи, што на глобално, а и во нашата држава го препишуваме на актуелната пандемија со COVID-19, кога пациентите не одеа на преглед, свеста не беше на високо ниво за одење на прегледи, за проследување на симптомите врзани за ова заболување, а секако постојат и дополнителни околности во смисол на недостиг на здравствени ресурси, опрема, кадар и други финансиски потешкоти, кои што се заедно
доведоа до отежнување во диагностичката постапка на овие сериозни заболувања. Зошто тоа го кажувам? Можам да кажам дека малигните лимфоми во денешно време се заболувања кои што се лекуваат и се излекуваат. Како доктор, ќе е убаво да го објасниме тоа. Кој е клучниот фактор тука? Клучниот фактор е навремена диагноза. Прво, темелна, точна и рана диагноза. Да. Тоа допринесува да болните во ран стадиум дојдат кај нас на клиника и започнат со современ третман, кој што е веќе и во водичите наведено дека се спроведува според препораките од светските здруженија за хематологија, базирано на медицина, базирана на докази, но во корелација со нашите локални услови и можности, како и да е третманот е современ, третманот се базира на комбинација со хемотерапија, со имунолошка терапија, таргетирана терапија и нови иновативни лекови, кои што постигнуваат високи стапки на комплетно излекување, доколку особено пациентите дојдат во поран стадиум на заболувањето. Како најважен фактор раната диагностика, според искуството, имаме ли напредок во тој однос? На редовните прегледи, всушност, кога ќе се забележат симптомите? Значи, што значи рана диагностика? Морам да напоменам дека диагностиката на ова заболување е мултидисциплинарен пристап. Почнувајќи од матичниот лекар, кој што всушност последниве неколку години ние на клиниката матичните лекари ги сметаме за заеднички соработници, односно партнери во тој патокас на диагноза и алгоритам за рано диагностицирање на овие заболувања. За таа цел, пред 3 години на клиниката направивме еден проект кој што се викаше унапредување на раната диагноза и третман на болните со малигни лимфоми и мултипелни миелом, кои се нашите предизвици и што треба да подобриме во тој патокас на диагноза и третман на пациентите. За таа цел беа организирани повеќе работилници стручни, на кои што беа главни учесници матичните лекари, каде што имавме голем број на стручни дискусии, што треба се да се направи и како да се препознае и рано да се детектира ова заболување. Покрај матичните лекари во диагнозата на ова заболување учествуваат и други специјалности, доминантно патолози, онколози, радиолози и хирурзи во зависност од локализацијата на лимфните јазли, колеги од клиниката за пластична хирургија, максилофацијална хирургија, оториноларингологија буквално и други. Секој сегмент. Тоа се луѓето со кои што ние секојдневно комуницираме и меѓусебно соработуваме и гледаме како да се скрати времето од појава на првите симптоми до доаѓање на диагноза, за да што побрзо пациентите дојдат кај нас на клиника и добијат адекватен третман, бидејќи времето, верувајте, има огромно влијание врз успехот на лекувањето кај овие заболувања. Тоа беше основниот мотив за изработка на овие водичи, најважно за секој пациент кои што се прво издание и понатака веројатно ќе представуваат мотив за објавување на втори изданија на водичот, на дополнување на препораките, изработка на водичи и за други заболувања. Ние започнавме со малигните лимфоми, бидејќи представуваат најчест хематолошки малигнитет во патологијата со која што секојдневно работиме. Инаку напишани се од практично сите хематолози кои што го сочинуваат стручниот тим на клиниката, од колегите од Институтот за патологија, од радиолози, значи мултидисциплинарен издавачки одбор на препораки кои што се надевам дека ќе го најдат својата примена како во секојдневната работа, така и во подобрување на
третманот и исходите од третманот на овие пациенти, бидејќи сакаме да имаме поголем број на излекувани пациенти. Знаете, кога зборуваме за малигно заболување, да кажеме излекувани пациенти е навистина голема работа, меѓутоа, верувате, овие пациенти имаат надеж, имаат иновативен современ третман и раната диагностика е клучна во целата оваа приказна на болниве со малигни лимфоми. Може сега да го споиме и прирачникот кој што претходно или заедно беше изработен? Во тек на овој проект и во тек на за да појасниме целата оваа подготовка во соработка со Фондот за здравствено осигурување, добивме идеја како дел од проектот и да направиме скенирање, односно мапирање на здравствените капацитети за рана диагностика на пациентите со малигни лимфоми во нашата држава. Задржате атака и ве колегата Драгиша ќе ми помогне. Ете така, за да може убаво да се види зашто станува збор. Целта на ова мапирање беше да се добијат податоци во кои институции надвор од нашата држава, надвор од главниот град, може да се прави рана диагностика на болните со малигни лимфоми. Какви се здравствените капацитети во однос на простор, опрема и стручен кадар кои што ќе можат да учествуваат во диагноза на ова заболување. Добивме значајни податоци кои што ќе помогнат во однос и на здравствените власти, а и на нас како хематолози, бидејќи ги најдовме практично слабостите и предностите во сите здравствени установи во државата, кои што може да учествуваат во диагноза и третман на ова заболување. Всушност, најважното е да си има една соработка со сите клиники низ државата. Важно е да си има соработка и важно е диагностиката на болните да биде подостапна во близина на нивното место каде што живеат. Ние не сме голема држава, меѓутоа факт е дека диагностиката на голем број од малигните заболувања е фокусирана претежно во главниот град. Кај вас? Кај нас ние сме единствената институција, односно клиника во државата и во државното здравство која што се занимава со диагноза и со третман на овие заболувања, но сепак голем дел од диагностичките процедури што се вклучени во диагнозата на оваа болест може да се извршуваат и во други установи и центри, дури и надвор од главниот град, со што пациентите навремено би дошле на нашата клиника во поран стадиум за да бидат лекувани и излекувани од оваа малигна болест. И можеби тука најважниот фактор на кој што секогаш се жалат пациентите, тоа е чекањето, всушност тука ќе помогне и да се скуси оној дел дека треба да се почека. Постојано се е лоцирано во Скопје, во клиниките во Скопје. Точно. Тоа беше и главната причина зошто го направивме ова, бидејќи сакаме да се скрати чекањето, бидејќи во диагнозата на лимфомите има голем број на диагностички методи. Од биопсија на лимфен јазол до патохистолошка анализа, современи молекуларни анализи кои што треба да се направат, радиолошки испитувања, односно се објаснето како треба да оди процесот. Се објаснето како треба да оди процесот, алгоритмот. Да не се лута, да не се заборави некои испитување. На диагноза, кои се светските препораки, но адаптирани, како што кажав на почетокот, на нашите можности и локални услови. Но можам слободно да кажам дека имаме современ третман на клиниката, современ начин да се одреди кој е стадиумот на заболувањето и тоа е исто многу важна предуслов за да се одбере соодветен третман, но третманот не е генерализиран за сите пациенти, бидејќи природата на човековиот организам знаеме дека е сосема различна од еден до друг, од друга индивидуа. Друго да ве прашам, дали е различен третманот од најмалите пациенти, се разбира по возраста?
значи, ние лекуваме пациенти кои што условно земено се возрастни, значи над 14 години, кај нас доаѓаат на клиниката, но и реков на почетокот, болеста е хетерогена. Има различни манифестации, различни стадиуми на болест, различна прогноза и заради тоа третманот е секогаш индивидуализиран. Ние го имаме како современ, односно иновативен, меѓутоа кој третман да се даде, со каков интензитет, колкав број на циклуси и како сето тоа ќе се проценува терапискиот одговор, секогаш го правиме индивидуално за секој пациент посебно и поинаку. Значи, нема стандарден третман на сите ист да се дава на клиниката за хематологија. Но се стандардизира диагностиката. Диагностиката е стандардизиран е третманот, меѓутоа секој пациент има индивидуален тераписки пристап. Така треба да биде. Да. Со оглед на тоа дека е нов водичот и реално и мапирањето, двата заедно се нови пред нова година. Да, пред еден месец. Да, кои се очекувањата со оглед на големата потреба од вакво нешто? Еве изготвено. Еве ќе го имаат во раце сите здравствени работници кои што работат оваа проблематика. Да, ние ви благодариме на вас медиумите, вака што најдовте мотив да поразговараме на оваа тема. Во овој период е период на промоција на водичите и очекуваме подигнување на свеста прво кај пациентите, да почнат да одат на прегледи, да се јавуваат на лекар и да се подигне нивото на меѓусебна соработка на специјалностите кои што учествуваат во диагностиката на малигните лимфоми и очекуваме секако подобрување на здравствените капацитети во однос на простор, опрема и кадар во деловите каде што сето тоа не достига, за да диагностиката стане подостапна за сите пациенти на ниво на целата држава. За сега имате некоја реакција, веќе одговор позитивен се разбира од здравствените работници со кои што соработувате, од клиниките? Како не? Очекуваме и имаме први почетни позитивни одговори. Важно е дека практично она што кажуваме ги ставивме за прв пат на хартија или затоа кажав тоа е прво стручно издание, значи како здружение, прв пишан документ во однос на препорака или што кажуваат светските здруженија guidelines за третман. Точно се знае кој пациент како треба да се лекува и тоа се насоки кои што сепак ние ги адаптираме, како што кажав, за секој пациент индивидуално. Да, и на наши имаме насоката и сето тоа се применува во секојдневната работа индивидуално за секој пациент. Нас ни е целта, како што кажав, да имаме голем број на излекувани болни со ова малигно заболување. Јас се надевам дека бројките на излекувани ќе се зголемат со оглед на тоа дека вие како клиника навистина многу вложувате во следење на се што е во светски рамки напредок на медицината. Се трудиме, имаме регионален центар, не само прволиниска, значи терапија за прва линија, имаме терапија и за болните кај кои што ќе настане релапс, односно повторно појавување на болеста после прволинискиот. Имаме терапија и за болни кои што се отпорни на прволинискиот третман. Имаме автологна трансплантација на хематопоетски матични клетки и нови иновативни лекови кои што сега во тек ќе ги воведуваме годинава и наредната година, се со цел да имаме поголеми стапки на комплетен одговор, односно ремисија на оваа малигна болест. Доктор, ќе ви благодарам на издвоеното време. Благодарам и на вас. Благодарам, секогаш сме тука се разбира да ги пренесеме новитетите, се со цел да стигнат до пациентите и да имаме, се разбира, одговор позитивен во делот на подигнување на свеста на времените прегледи, како што велите. Сакав малку повеќе да потенцираме и да алудираме на тоа на раната диагностика и што би значело тоа дека
имаме соглед на тоа дека кој како и да слушне дека станува збор за малигно заболување, веднаш најстрашното се помислува. Секогаш Но всушност сакавме да алудираме дека може да се излекува. Кажавме дека ова е всушност заболување кое што иако е малигно може да се лекува и да се излекува. Да. Раната диагностика значи живот за овие пациенти. Верувате. Ви благодарам. Благодарам.